Dragi slušatelji na Radio Marija Makedonija, dobar dan. Ova je vtора емисија од циклусот да ги запознаеме црковните отци. Емисија во која разговараме со капеланот Дон Јошт Мезак, капелан при Скопската парохија, кој именно е иницијатор и уредник на оваа емисија. Дон Јошт, добре дојде во нашата студија. Добар ден. Добар ден. Минатата емисија дадовме вовед во тоа кои биле црковните отци и нивното значење во формирањето на христијанските догми, а накусо се запознавме и со Игнатиј Антиохиски. И сега во оваа втора емисија за кого ќе говориме? Во оваа втора емисија сакав да зборуваме за еден црковен отец кој што живееше малце подоцна од Свети Игнаци, овој Свети Иринеј. Така. Свети Иринеј наречен исто така Лионски. Зошто е наречен Лионски? Па еве, тоа не значи дека е роден во Лион, туку значи дека тој делуваше во Лион и дека неговиот живот на некој начин е посветен на црквата во Лион. Еве затоа многи светци, многумина светци се наречени според местото каде што делувале, а не каде што се родени. Така како Света Тереза, Света мајка Тереза нели од Калкута. Да, така вика, ама ние знаеме дека е од Скопје. И сега за почеток мислам дека е најдобро да започнеме со тоа кој бил Свети Иринеј Лионски и накусо да кажеме и што значи името Иринеј. Тоа е интересен факт кој што можеби е добро да го слушнат нашите слушатели. Да. Името Иринеј значи мир, од грчкиот збор Ирене. И Свети Иринеј е роден во Смирна, денеска Турција, Измир. И тој е роден, значи, како втора генерација на христијаните во тој дел на светот. Знаеме дека бил ученик на Свети Поликарп, маченик. Значи имаше многу добар учител, а што е уште поважно, Свети Поликарп бил ученик на Свети Јован. Значи гледаме дека тој на некој начин бил, да кажеме, духовен внук на Свети Јован, значи духовен внук на апостолите. Значи буквално од изворот црпал на христијанството. Ова е многу важно во христијанството. Ова врска, поврзаност со апостолите, како ќе видиме понатаму, нема христијанство без врска со апостолите. И затоа еве сега на некој начин го нагласив дека тој е внук на апостолите. И тој, значи, не знаеме многу за неговиот живот. Од Евзебиј Цезарејски знаеме само неколку информации. Знаеме дека тој покасно одеше во Галија, испратен во Галија, не знаеме зошто, значи во тоа време имаше и да кажеме имаше трговина, имаше патувања и врски помеѓу тие римски провинции, така да тој едноставно се одеше таму. И знаеме дека таму беше презбитер. Презбитер значи свештеник. И во тоа време, значи во вториот век, значи крај на вториот век, како што знаеме, црквата живееше многу прогонства. Што се случува? Се случува дека имаше едно големо прогонство во кое што епископ на Лион е мачен, е убиен со многумина христијани. И затоа кога Иринеј се врати од едно патување од Рим, едноставно христијаните таму го сака да биде тој епископ, да биде тој новиот поглавар на црква во Лион. Значи тој таму делува на тој простор. Да, значи тој делуваше не само во Лион, да кажеме во цела Галија, ама средиштето било таму. Било во Лион, да. Како и повеќето христијани во тоа време, и Свети Иринеј својот живот на оваа земја го завршува маченички според некои списи, така? Најверојатно, значи не знаеме за сигурно, ама знаеме дека за време на Септими Север, цар,
mnogumina hrišćani, znači zborova se za nekoliko hiljadi hrišćani od ovoj region, dali život za Isus Hristos mačenički. I to je kako biskup, kako episkop, sigurno bil, skoro 100% bil među njih, zato što se koga imaše nekoj gonjenje na hrišćanite, prvo gi ubivale episkopi i posle njih i drugi te hrišćani. I isto, znači, verujem deka v soglasnost so njegovi od život, so njegova ta ljubov kon Isus Hristos, to i sakal da go zapečati svoj život so ova svedoštvo. Znači, cel život dava svedoštvo za Isus Hristos i koga nekoj go posveti toliko život na Gospod, sigurno ne se plaši da go dade i svoj život do kraj, znači da vozvrati Božja ta ljubov so svoja ta krv. Свети Ириней се смета за втемелител на христијанската теологија, а некои дури го нарекуваат татко на католичката догматика. Зошто? Sigurno, znači, ova je vreme koga na neki način se definira hrišćanskata vera. Znači, mora da znajme deka ova je vtori od vek koga hrišćanstvo to ušte ne bilo do kraja definirano. Znači, imaše vera koje što se prenesuvaše, ama znači nemaše ušte nekoj koji što definiraše i kaže, znači, ova je naša vera. Znači, to je vreme koga i Sveti Irinej bil na neki način pionir vo to da stavi zajedno sve to što nije kako hrišćani veruvame. Znači, to je vreme koga така наречено време на регула фидеи, значи кога едноставно некои очеви сакале да го дефинират. И тој не го прави затоа што тој сакаше да направи еден трактат, тука едноставно имаше и практични причини. Како што видиме, значи тој се соочуваше со кривоверствата, со ерезии и се соочуваше со потреба да изложи, да на некој начин стави заедно сето тоа што апостолите го кажа. Така, сега малку подетално за тој период, односно за тоа како тој го оправдува христијанството пред тие кривоверства, ќе говориме во вториот дел од нашата емисија. Сега предлагам да направиме една кратка музичка пауза и потоа се враќаме со нашата содржина. Драги слушатели, еве на назад во нашата емисија да ги запознаеме црковните отци. Тука со нас во студиото е Донјошт Мезек, а говориме за Свети Ириней Лионски. Во историскиот контекст во кој тој живеел и делувал, а тоа е во периодот помеѓу 130 и 202 година од нашата ера, биле расширени херези кои биле многу популарни меѓу населението во краевите каде што тој делувал. Значи, најраширени биле гностицизмот и маркионизмот. Па, Донјошт, дали може накуса да ни објасниш што ги карактеризира токму овие херези? Да, прво, да кажем некој збор што значи кривоверство или хереза. Христијанската вера има своја содржина, има своја, да кажеме, има еден правец, има еден пат по кој оди и кривоверствата би можело да се дефинират како некој кој што скренат од овој пат, кој што не одат по овој пат, туку може некој за кратко време да скрене и пак да се врати на овој правец, а може некој помалце да оди во некој друг правец и се оддалечува од христијанската вистина. И значи во првото време не се значи на некој начин мерило беше апостолската наука. И гледаме дека црквата која што е како една обител секогаш имаше рассудување, имаше Светиот Дух кој што каже ова е вистина, ова не е вистина.
i pastirite koji što se glava na crkvata i den deneska gledame, se ti koji što treba da kažuvat ova je naša ta vera, a ova ne naša ta vera. I zato sveti Irinej treba da kažuva, treba kako pastir poradi ljubov kon istina, poradi ljubov kon svojite vernici da kažuva, slušajte, ova je istina. Ova je ona što Gospod go učeše, a ova ne je istina. Сега, koji bile tije krivovjerstva, erezi koji se na neki način proširile Во што не се, значи во што биле различни од христијанското верување? Да, значи прво то може да спомнеме како што рече маркионизам. Наречено според Маркион, значи некој кој што учеше дека Бог на Стариот Завет не е истиот Бог на Новиот Завет. Значи во Стариот Завет тој веројатно ја читаше Библијата и рече има многу насилство, има многу ратови, како денеска некој вака површно ја чита Библијата и кажува, ма невозможно, ова е некој друг Бог, и тој исто беше малце антисемитски настроен и рече, значи, Стариот Завет, ова го отфрлуваме. Значи, ова не е за нас, ние земаме само Новиот Завет. И свети Ириnej кажува не. Значи, кажува, помеѓу Стариот и Новиот Завет постои согласност. Значи, постои еден континуитет. Гледаме дека Бог се објави во Стариот Завет и тој истиот Бог ја водеше историјата на спасење и сите пророци, целиот закон, на некој начин го навестуваше Исус Христос кој е центарот на Новиот Завет. Значи, постои едно заедништво помеѓу Стариот и Новиот Завет. Значи, постои објава кој што се провлачи од Стариот во Новиот Завет и затоа Бог кој што делува и во Стариот и во Новиот Завет е истиот Бог. И ова е, значи, многу важно и за нас денеска, значи да не отфрлиме дел од нашата вера. И што е проблем? Значи, проблем е кога ние гледаме Стариот Завет изолирано. Кога земеме еден збор или неколку, да кажеме, еден дел, еден цитат и го толкуваме со нашиот разум, според нашите идеи и кажеме ова не е добро. Не, значи, секогаш црквата е ова кој што објаснува, кој што пренесува вера и секогаш Библијата се интерпретира, се толкова интертекстуално. Значи, Новиот Завет го интерпретира Стариот. Значи, само во светлина на Новиот Завет може да разбираме Стариот Завет. И Стариот Завет на некој начин е насочен кон Новиот Завет. Значи, само во таа светлина може да разбираме Исус Христос, кој што дојде не да го отфрли Стариот Завет, не да го отфрли законот, како што кажува сам во Евангелието, туку на некој начин да доведе овој Стариот Завет до совршенство, да го исполни во себе, во своето тело, тој го исполни целиот план, Божиот план. И во нашиот живот, значи, не може да ги интерпретираме настани изолирано. Так. Значи, нешто што се случува во нашиот живот. И понекогаш едно искушение не може да го гледаме изолирано и кажеме ова значи, тука нема Господ. Значи, Господ ме остави. Туку треба да гледаме нашиот живот во перспектива на пасхален мистери. Што е пасхален мистери? Значи, трпењето, страдањето и воскресението на Исус Христос. Значи, треба да гледаме во целоста. Значи, нашиот живот треба да биде слика на Божјата објава, на Исус Христос, каде што има, значи, и страдањето, и воскресението,
Ние, како што кажува Свети Павле, секогаш носиме во своето тело Христовото умирање, за да се објави во нас и неговото воскресение. Ево затоа и можеби некој од нашите слушатели живее можеби моменти на криза, моменти на некој искушение, што не значи дека Бог ќе се објави во нивниот живот со своето воскресение. Еве затоа е толку важно секогаш да гледаме нашата вера и Библијата во целоста. Еве толку, значи, да се вратам, значи, на Свети Маркион, кој што сигурно имаше добра намера, ама немаше понизност да слуша црква и да прифати она што Господ работи во историјата на спасението. Ова, значи, беше првата ересија, првото кривоверство. Второто, може би уште поопасно, се нарекува гностицизам. Гносис, значи спознаја, се однесува на спознаја кој што има само една елита. Само некои... Из одбрани. Така е, само одбрани луѓе. И ова веќе видиме нешто смрди, не во ред. Ако зборуваме за одбрани, значи елиминираме другите. Има само одбрани, еве само јас и ти, уште некој наш пријател, и ние, значи, сме одбрани, ние ќе се спасиме. Ние ќе се средиме работите. А другите, значи, се отфрлени. Тука каде е Божјата љубов и Божјото милосрдие, нели? Ако само одреден број на луѓе се одбрани и можат да се спасат, така? Така е, значи, и нашето чувство за вера ни кажува дека тука нешто не е во ред. И Господ кажува во Евангелието, јас сакам сите луѓе да се спасат. Значи, ни еден да оди во пропаст. И затоа гледаме, значи, кога се и во црква, кога се создаде некој елитизам, значи, една група од подобри луѓе, ова е опасно. И значи, и тие гностици, така наречени гностици, мислеле дека имат некое знаење, кој што е сокриено, кој што е знаење на една елита, и кој што преку тоа знаење ќе се спаси. И кој е ова знаење? Значи, нивниот концепт на нивната визија на светот е дека постојат двајца принципи. Значи, принцип на добро и принцип на лошо. Има Бог или божанство, според нив, кое што создаде добро. Значи, според нив добро е духовно. Постои божанство или некој демиург, како го нарекуват, кој што создаде лошо, односно материја. Затоа што тие сакат да објаснат зло во светот, сакат да објаснат лошото што се случува, маки, значи трпение, сето, значи и кажуваат ова е последица на материја која што е лоша. Значи материјата е лоша. Со самото тоа и телото е лошо, така? Така е, значи и ова сега доаѓаме до круцијална точка, каде што тие стварно многу сгрешиле, кажува дека телото е лошо. Опа, значи, ако телото е лошо, и Исус Христос се воплоти, значи го земе тело, значи тука нешто не функционира добро. И затоа тие кажуваат, Исус Христос не зеде право тело, туку зеде привидно тело. Значи, не право. И затоа и неговата мака и неговото воскресение привидно. Значи, не е стварно. И значи, тука видиме дека нивната наука не е исправна. Нивната наука, значи, сака да објасни проблем на злото, ама кога на самиот почеток некој лоше ги постави работите, тогаш се понатаму ќе оди лошо. Значи, има двајца богови, нема еден Господ, значи има Бог на добро, Бог на лошо, и значи материјата е лоша. И што Ирене кажува? Ирене кажува, ова не е вистина. Значи, воплотението, како што ќе читаме во
текстот кој што го подготвивме, е стварно. Значи, телото на Исус Христос беше стварно. И нашето тело е тело кое што ќе воскресна. Како што Исус Христос воскресна, и нашето тело ќе воскресна. Затоа сето тоа што го правиме во тело е многу важно. Затоа што ова тело ќе биде преобразено, ќе биде променето, ќе биде возвишено. И не може да правиме било што со нашето тело. Кај гностици гледаме дека постои и во нивниот живот на некој начин еден расцеп. Значи, во тело можеш да грешиш, нема Како проблем. оправдување всушност за тоа што се прави во телото, се оправдува на некој начин со тоа нивно верување, така? Можеш да правиш било што, затоа што тело не е важно. Значи, можеш да грешиш, можеш да нанесуваш зло на некое тело, на другите, затоа што тело е само како еден оклоп кој што треба, значи душата треба да се спаси од тело, според нив зборува. Така. И треба да се соедини со некој божанство кој што не е одредено. Значи треба душата, и тоа е значи за нив значи спасење. Ама ние знаеме дека тоа што го правиме во нашето тело има и последици на нашата душа. Длабоки последици. И тоа е вистина. Значи, ти ако трпиш во тело, ако правиш зло во тело, и твојата душа трпи. И колку пати го имаме искуство на тоа, дека еден грев во тело убија и нашата душа. Еве затоа, Свети Иринеј ова стварно инзистира на тоа дека телото е создадено од Господ кој што е еден, кој што е љубов, и ова тело е спасено од Исус Христос, бидејќи нашето тело на некој начин носи во себе исконскиот грев и рането, ама Исус Христос не спаси, и ова тело ќе биде преобразено, ќе биде возвишено. Значи, после нашата смрт, ние веруваме во воскресението на тело. Не знам дали размислуваме за ова, за овој дел на нашата вера, значи за ова вистина на нашата вера, дека ние после нашата смрт, нашето тело ќе биде преобразено и ќе биде заедно со нашата душа. Нема да бидеме само дух, Так. некој дух кој што лети. Не, јас ќе бидам јошт. И моето тело ќе биде моето тело, и јас ќе те препознам тебе. Така. Значи ќе кажувам, Ена, ти си, значи ќе знам дека си ти. Ке го имаме на некој начин истиот идентитет што го имаме тука, но во некоја посовршена и преобразена форма, така? Да, значи нема во христијанство дуализам. Ова што има во гностицизам, поделеност помеѓу душа и тело. Не, значи ние сме едно. И тоа го гледаме во живот на Исус Христос. Еве затоа Свети Иринеј во своите дела и во својата наука стварно се бори против тие кривоверства. Добре што накусо ги објаснивме, значи тие кривоверства, затоа што токму со цела апологија на христијанството Свети Иринеј има напишано неколку значајни дела. Од автентичните дела на Свети Иринеј сочувани се само две значајни дела, а тоа се против кривоверствата и докажување на апостолското навестување. Па Свети Иринеј се смета дека е првиот христијански философ кој употребил начелото на апостолското наследство за да им се спротистави на овие непријатели, така да кажеме, на христијанското верување. Да. Значи, Свети Иринеј кажува, која е сега права вера? Има вера која што ја учат гностици, има вера која што ја научава црква, сеопшта црква. И како знаеме дека една вера е права? Има критерии. Значи, не е се едно што слушаме, што зборуваме, што читаме, што научаваме. Кој критерии? Овој критерий вреди и ден денеска. Критерий е тоа што го проповедале апостолите. Значи, постои предание на апостолите. Значи, тие зборувале, навестувале тоа што се случи со Исус Христос. Радосна вест. И тој кој што зборува, кој што научава вера во согласност со вера на апостолите,
Тој е во права вера. И затоа тој кажува дека апостолското наследство, значи ова традиција е многу важна. Ова е како една верига кој што потекнува од апостолите на нивните ученици, на епископи, и од тие епископи на другите, а епископи, значи, на некој начин се пренесува. И тоа, значи, конкретно го видим во неговиот живот, како што рековме на почетокот. Значи, Свети Иринеј бил внук на Свети Јован, по вера зборуваме. Значи, неговиот учител беше Свети Поликарп и учител на Свети Поликарп Свети Јован. Значи, гледаме ова врска која што е за Свети Иринеј многу важна. И кажува Свети Иринеј има 3 критерии на ова апостолското наследство, на вера кој што е, значи, се научава во согласност со верата на апостолите. Прв критериум е дека ова научување е јавно. Не е нешто езотерично, не е нешто сокриено. Значи, сите луѓе можат да се запознат со Исус Христос. Нема тука ништо тајно, ништо сокривено. Второ, дека е единствено. Целата црква, сеопштата црква, научува исто. Гледаме дека во гностички движења има многу поделби, многу групи. И таму каде што има поделба, таму нема Христос. Таму каде што има заедништво, црква, тело Христово, има и заедништво во наука. Во науката, во вера. Еве и тој е критериум. Значи, денеска гледаме, ние, ако остануваме внатре во црква, ако го слушаме нашиот папа, ако следиме Божјото Слово, значи тогаш ние сме на правиот пат. Ако ние кажуваме Исус Христос да, црква не, значи ние не сме на правиот пат. Ние, значи, третиот принцип кој што тој истакнува дека нашата вера, значи и апостолското наследство кој што ја пренесува нашата вера е пнеуматско. Што значи? Пнеума значи дух, Светиот Дух. Црквата секогаш кога навестува Исус Христос, секогаш тоа го прави со сила на Светиот Дух. Исус Христос, читаме во дела на апостолите, им даде својот дух на апостолите да навестуваат. И сето тоа што црква го прави со помош на Светиот Дух. И ние веруваме дека Дух Свети ја води црквата. Може денеска има многу луѓе кои што земат Библија во раце и отварат и кажуваат, значи, и толкуваат. Ама, јас се прашувам, кој ти даде ова Библија? Кој ти ја даде? Од каде, дали ти падна од небо? Не. Значи, црквата е та која што го пренесува Божјото Слово. И кој што има единствено авторитет да може да го толкува Божјото Слово. Не можем јас како лице да кажам јас ке го толкувам. Не. Кој има авторитет? Црква. Зошто? Затоа што е водена од Светиот Дух. И има традицијата, нели, предадена од апостолите. Така е, значи секогаш во контекст на ова традиција, во контекст на ова што апостолите го кажувале. И тоа се пренесува. Значи црква има ова традиција која што до ден денеска ја води црква. Црква е стварно е нешто големо, кажува Свети Иринеј, и исто така зборува за тоа дека Римската црква, папата во Рим, е наследник на значи на Свети Петар и Свети Павле, кои што се првите апостоли, и затоа има примат во водење на црквата, затоа што
crkva во Рим исто принцип на заедништво на целата црква. Тако што соединува целата црква во едно семејство. Така. Сега предлагам да направиме уште една кратка музичка numera, а потоа, значи, ќе читаме извадок од расправата против кривоверството од Свети Иринеј и паралелно, значи, до нјош ќе ни објаснува, значи, што таа сака Свети Иринеј да ни каже и да ни порача. Но сега го замолувам нашиот колега Силвер, кој што се наоѓа во другиот дел од студиото, да пушти музичка numera. Драги слушатели, еве на назад во нашата емисија да ги запознаеме црковните отци, говориме за Свети Иринеј Лионски. Сега, значи, во последниот дел од нашата емисија, како и секогаш, ќе читаме извадок од дело кое што го напишал одреден црковен отец, а во овој случај ќе читаме извадок од расправата против кривоверството од Свети Иринеј епископ. Го замолувам нашиот колега Силвер да започне со читањето. Словото Божие постана човек и Синот Божи син човечки, за да човекот, придружен од Божјето Слово и примајки посинување, стане дете Божје. Во овој првиот дел на овој текст кој што го зедовме од расправата против кривоверството, има како еден вовет во тоа што Иринеј сака да го каже, направи една синтеза, кажува, јас ке зборувам за еден настан. Ке зборувам за еден настан кој што е, значи, воплотувањето, дека Бог постана човек. Зошто тој толку инзистира на овој настан? Затоа што гностици зборуваат дека вера е една идеја, една идеологија која што е плод на нивното размислување, на нивните идеи, ама Свети Иринеј кажува не, вера е еден настан. Значи, и денеска гледаме колку луѓе сакат да се направат некоја вера како една идеја. Значи, нешто што тие размислуваат, филозофираат. Што не значи дека филозофија е лоша, ама верата е е одговор на еден настан, дека Бог доаѓа да го бара човекот. Не дека значи не е една идеологија, не е еден морал, не дека човекот треба да го бара и да го пронајде Бог и да го стави во едно шише, сега го имам Бог. Так. Не. Верата е многу повеќе. Значи Бог доаѓа и дојде во Исус Христос и денеска доаѓа да ме спаси мене и тебе. Тоа е конкретен, всушност, историски настан кој што навистина се случил во историјата на човештвото. Е дел од историјата, е дел на времето, на нашето време, е дел на нашата материја, на нашето тело. Така, можеме да продолжиме со вториот дел. Имено нераспадливоста и неумирањето можевме да го примиме само по соединување со нераспадливоста и со оној кој не умира. А како би можеле да бидеме соединети со нераспадливиот и со оној кој не умира, ако претходно нераспадливиот и оној кој не умира не станат тоа што сме и ние, да на тој начин нераспадливоста ја победи распадливоста, а оној кој не умира на она што е подложно на смрт и така примиме посинување. Значи, теменно се поставува едно прашање на секој човек, а тоа е прашање на распадливоста. Прашањето на смртта. Значи, зошто постои смрт, зошто постои зло, зошто нашето тело се распаѓа, зошто сме болни, зошто постојат војни во светот, зошто постои дека некој ме навреди, зошто се распаѓа мојот живот и зошто не можам да го контролирам.
Ovo je, znači, i prašanето koje što si go postavovat gnostici i kažovat, znači, postoji, kako što rekovme, materija koja što je zla. Ama Sveti Irinej kažuva ne. Kažuva ovaka, neraspadljivosta koje što site nije jasakame, zato što neraspadljivosta je želba za večni život koji što ima svaki čovjek u sebe. Ova neraspadljivost postoji u čovjekot, ama nije sami ne možemo da dojdeme do ova neraspadljivost. Tuku treba da bideme sojedineti so nekoj koji što je neraspadljiv. A to je Isus Hristos. Znači, trebaše da dojde toj koji što je neraspadljiv i nije da bideme sojedineti so nego, za da može i nije da imame ova besmrtnost, da imame večni život. I gledame tuka, znači, kako veke na neki način se pokažuva ovoj odgovor na smrtta. Kako se pokažuva deka odgovor na smrtta doaja nadvor od čovjekot. Doaja od Gospod, doaja od nekoj koji što doaja da spasi, koji što vlegova v čovečkata situacija, kako što nekoj koji što vlegova v zatvor, za da može da go spasi onaj koji što je v zatvor. Tak. Evo, tako i Bog mora na neki način da vleze v ovoj, da se ponizi, da vleze v ova sostojba, v koje što se naujeme, za da ne spasi. Da može da budeme sojediniti so nego. Da dobijeme nešto što nije nemame. Da na neki način da budeme smeniti naslika na Bog, na Gospod. Znači, всушност Бог станува како човекот, станува тоа што сме ние, за да може да не излечи од таа болест наречена смрт. Да. Значи, ова е одговор на Ириnej. Кажува Ириnej на некој начин, не можеме ние сами со своите сили да се спасиме. Еве денес како често мислиме ние, ќе се спасиме. Ние со нашиот интелект, ние со нашите залажувања, со нашите проекти, ќе се спасиме. Ќе направиме нешто од нашиот живот. Ќе се ставиме статуа тука на земја, да си обезбедиме вечниот живот. Не може. Значи, не можеме ние со нашите сили да си го дадеме живот. Колку човечкиот живот колку е слаб. Јас сега, значи, пред 3 недели имав една операција на слепо црево. И фалеше малце, значи, и човек може да го загуби живот. Едноставно мислиш, јас сум силен, јас можам, млад, имам планови, имам се. Ама видиш дека може да се случи една ситуација, нешто, и не можеш ништо да направиш. Не можеш да се спасиш сам себе. Кажувам само овој пример да покажа на некој начин како човекот стварно сам не може да се спаси. Стварно треба некој од надвор да дојде, да не спаси, а тој Исус Христос. Тоа всушност и ни порачува Свети Ириnej за значењето на Исус Христос, на Синот Божи во нашето верување, така? Да, сега ќе слушаме понатаму како Свети Ириnej на некој начин го продлабочува ова. Значи, тој Синот Божи, нашиот Господ и Словото Божје, кој е и Син човечки, зашто по тело потекнува од Марија, која и самата е човек, се родил како човек и постанал Син човечки. Тука видиме на некој начин една синтеза на апостолското верување. На тоа што го кажуваат апостолите на апостолската вероисповед, дека Бог стана човек, Словото Божје се воплоти преку Марија, историски настан, и стана човек, се роди како човек и постана Син човечки. Воплотувањето е почеток на нашето спасење. Како што рековме, во воплотувањето и во
paschalen misterij na Gospod Isus Hristos je naše to spasenje. Поради тоа Господ ни дал знак во длабочината на адот и горе во висините. Тоа човекот не го ни бараше, зашто не можеше ниту да се надева да онаа која што била девица може да стане трудна девица и да роди син, и да тој кој се родил како Бог со нас слегне доле на земјата да ја побара изгубената овца, а тоа е неговото собствено тело, и се искачи горе во висините, пренесувајќи и предавајќи го на Отецот, оној пронајдениот човек. А тоа го направил остварувајќи во себе првенство на воскресение, да како што главата воскресна од мртвите, воскресне и останатото тело, односно секој жив човек после привремената осуда која постоела поради непослушност, здружено со зглобовите и другите врски и утврдено преку Божјата сила, така да секој орган во телото има собствено и примерно место. Во Отецот има многу место, зашто во телото има многу органи. Човекот не можеше ниту да се надева тоа што Господ ќе го направи. Пак гледаме дека Бог прави нешто што човек не може да го замисли. Нешто што е надвор од нашите сваќања, можности. И затоа ова радосна вест е радосна токму затоа што не изненадува, што е интервенција на Бог во состојба во која што се наоѓа човекот. Рекоме дека човекот се наоѓа во смрт, во невозможност да си даде живот, во невозможност да љуби. Затоа што човекот би сакал, е роден да живи во полнотата, значи да живи во нераспадливост, а тоа значи да живи во љубов, ама невозможен. И сега, значи, која е ова радикалноста на христијанската порака? Која е ова изненадување? Бог направи нешто што ние не можевме да очекуваме, да се надеваме. Значи, тој каже, даде знак во длабочината на адот, тој на некој начин парафразира пророкот Изаија, кој што, кажува дека, кој што навестува раѓање на Исус Христос, и кажува, дека Бог ќе даде знак во длабочината на адот и во висините. Значи, Бог слегнува во адот, во пекол, во длабочините, се симнува на земјата, се симнува во нашиот, да така наречеме, пекол, во нашата смрт, и тој е Бог со нас. Значи, Емануел. Тој е Бог со нас. Значи, тука се покажува Божјата љубов. Значи, и таа љубов, Свети Ирине покажува како централна вистина. Значи, да Бог не е една идеја, Бог не тој кој што е лош, тука Бог е љубов. Зошто? Затоа што стана Бог со нас. Затоа што, и денеска, Бог е се уште Бог со нас. Значи, црква во сите времења навестува Бог кој што е со тебе, кој што те разбира, кој што сака сега да збори со тебе. Може би ти не си ни свестен дека можеш да зборуваш со Господ. Не си ни свестен дека Бог те разбира, дека Бог е со тебе. Ти мислиш дека Бог е може би далеко. Ама Ирене кажува, ама Бог е Емануел, е Бог со нас. Дојде да ја бара изгубената овца. Токму и тој ја спомнува таа слика со изгубената овца, како нели се симнува на земјата за да ја земе токму таа барем една изгубена овца. Повторно е значењето на секој од нас, тука се дава како значење, нели, дека секој од нас е значаен во Божјите очи. Секој од нас е изгубената овца. Да. Значи, секој од нас е единствен. Господ секогаш бара тебе. Значи, не бара една маса на луѓе. Конкретни поединци. И
Sveti Irinej koristi ova parabola od Evangelije, to gledajme koliko to na neki način apsorbira Božje slovo, znači ga koristi postojano i kaže deka slika na ovo što Gospod dojde da go napravi tokom to, izgubenata ovca. Evo сега се наоѓаме на крад на юбилеот на милосрдието. Ова цела година размислувавме, зборувавме, делувавме во контекст на Божјото милосрдие. И гледаме како ова е стварно нешто што е најважно во нашата вера, дека Бог е тој кој што љуби грешникот, кој што бара ова овца, кој што се изгуби, што лута, што оди во пропаст. Значи, Бог е тој кој што бара. Еве, и тоа е Божјето милосрдие, кој што Бог покажува, дека сака да биде со тебе и кога луташ. Сака да биде со мене. Неговата љубов е конкретна. И затоа толку се инзистира на воплотението. Неговата љубов е телесна. Значи, неговото воплотување значи дека неговата љубов е стварна, не идеја. И ние во нашиот живот гледаме дека љубовта, ако не е телесна, не мислам телесна, еротична. Јасно. Не значи, Да. телесна значи дека се покажува во тело, значи ако не е љубов телесна, значи не е вистината. И папата Фрањо пред неколку дена кажува во една своја хумилија, мерило на христијанската љубов е воплотување. Што значи тоа? Ако маж, например, не покажува својата љубов во своето тело, својата љубов кон жената, тогаш неговата љубов е само идеја. Ако тој не си зема време да зборува со нејзе, ако не ја гледа, ако не ја слуша, ако не зборува со нејзе, ако не ја допре, ако нема време за нејзе, ако не покажува дека и цело своето тело, своето време сака да ја даде на нејзе, ако не живее со нејзе и во болест, то значи дека таа љубов е само една идеја. Значи не е стварна. Ако ја само кажувам, те сакам, ама не правам ништо, дали е тоа љубов? Не е тоа љубов. Тоа се зборове. Значи, Божјата љубов е телесна. Значи можеме да ја препознаеме како такве, како телесни, нели? Суштество можеме да ја препознаеме Божјата љубов, нели? Затоа што Бог се воплоти. Затоа да, стварно воплотението е нешто што стварно допира нашето тело. Значи допира, стварно влегува во суштината на љубов. Значи ние луѓе не може да примеме љубов на друг начин како телесно. Зашто? Затоа што смо живееме во тело. Така. Бидејќи сме телесна суштества. Да, значи нема друг начин, нема друга љубов која ние може да ја примеме. Еве затоа е тоа толку важно. И уште една работа кој што ја кажува Свети Иреnej во овој дел, кажува дека ова воскресение кој што Исус Христос го оствари во своето тело, сега се остварува и во нашите тела. Значи, смртта која што тој ја победи, сега е победена и во нас, во нашето тело. Значи, јас и ти сме спасени. И како тоа се покажува? Многу интересно. Се покажува на начин дека ние сме едно тело. Дека црквата е како што каже Свети Павле, едно тело, кое што има многу, како се кажува, многу органи, раце, нозе, ама е едно. Значи, каде се покажува дека ти си спасен човек? Каде се покажува дека ти воскресна со Исус Христос? Во црква, во заедништво. Црква навестува воскресението најмногу во фактот дека живее во заедништво, дека има единство, дека луѓето кои што се различити по карактер, статус,
znači koji što se isto така ponekogаш grešni, može da бидат zajedno. Zašto? Ne zato što imate ista ideologija, ne zato što se moralisti, ne, zato što го primile дух на воскреснатиот Исус Христос. Значи, тој дух им дава да живеат новиот живот, да бидат во заедништво, и ова е чудо на христијанството. Ова е најсилната порака кој што може христијанството да ја даде денеска. Навистина фантастично е. Сега предлагам уште за крај да ја слушнеме последниот дел од овој извадок и полека мораме да превршуваме со емисијата, иако имам уште многу да говориме. Навистина е интересно, претпоставам дека и за нашите слушатели. Силвер, повели. Великодушен е значи Бог, кој кога предвидел да ја даде на немокниот човек оваа победа, која по словото ќе се случи. Бидејќи силата се покажува во слабоста, се покажала Божјата добрина и величествената сила. Еве, за крај да кажеме како свршеток на ова што Свети Ирене го истакна во овој дел на расправа против кривоверството, е тоа дека Бог е великодушен, дека Бог е стварно добар. Една благодарност на Господ. Христијаните секогаш, кога сме спасени, кога живееме од нашата вера, кога живееме од овој настан дека Господ не спаси, сме благодарни. Живееме во радост, живееме во мир. Еве, тоа е и името на Свети Ирене, мир. Значи, ова што ни дава мир, во овој свет кој што нема мир, е токму тоа дека ние сме спасени. Дека ние имаме ова благодат да сме дел на ова што Господ го прави во светот. Еве, посакувам стварно на сите слушатели да еве можат и тие во овие денови, сега се подготвуваме за Адвент, да можат да размислуваат и во својот живот да можат стварно да го видат Божјето дело, да го видат Божјото дело, значи делото кој што тој дојде да го оствари во дело, во конкретно дело на неговата љубов. Донјош ти благодарам многу за сите овие информации кои што ги изнесе во оваа емисија денес. Навистина можеме да кажеме дека навистина многу можеме да научиме од она што ни го порачува Свети Иринеј. Те очекуваме следниот месец со некој нов црковен отец. Ти благодарам уште еднаш и ти посакувам секое добро. Драги слушатели, останете со нашата програма. Имајте пријатен и благословен ден. До слушање.